Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во најновото издание на ВМРО ДПМНЕ зборува, пратениците зборуваат. Во вторникот имавме во градот Битола, градот на конзулите, убава роденденска прослава, 35 години од создавањето на ВМРО ДПМНЕ како политичка партија. И во вторникот се роди една идеја во еден неформален разговор со еден мој почитуван колега да разговараме денес на тема дигитална трансформација на Република Македонија. И да, секако. Вечерва, мој почитуван гостин е председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Битола, мојот почитуван колега Пеце Милевски. Пеце, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата, драга колешке Бети, чест ми е да видам денес тука со вас. Така. Во вторникот на вистина беше импозантно она што можевме да го видиме. Една прекрасна атмосфера, една победничка атмосфера, роденденски на вистина, со многу убава програма и многу моќни пораки кажани од страна на нашиот председател, професорот Христијан Мицковски. Апсолутно беше убаво, благодарност до сите присутни, секако благодарност на сите кои што се во врвот на партијата, кои што беа присутни таму, се оддаде една почит и кон организацијата ВМРО ДПМНЕ, односно нашата партија, но и кон граѓаните кои што беа присутни таму за да ги слушнат пораките кои што имаше да ги пренеси нашиот председател Христијан Мицковски. Така. Јас одамна немав патувано кон Битола и морам за македонската јавност да пренесам нешто, а тоа е дека на вистина се гради попатно како што патувавме на кај Битола, многу се работи, многу се гради и се гледа крајот на она што значи добро поврзување на градовите во Македонија. Па и ние сега го сеќаме повеќе тоа градењето, така да кажам, затоа што порано забележувавме повеќе градежни офанзиви на други делови во државата, но еве веќе интензивно со зафатите околу автопатот Битола Прилеп, но исто така и интензивирањето на работите о делницата околу од Росоман кон Прилеп, исто така за скоро време очекуваме на пуштање на последната делница дека ќе се олесни транспортот и на луѓе и на стоки и дека конечно и Битола и стопанството во Битола, но и граѓаните ќе го доживеат она што и другите на некој начин го живеат и ќе ни се олесни патувањето кон главниот град. Одлично. Ние да се вратиме назад на нашата вечерашна тема. Вечерашната тема е дигитална трансформација на Република Македонија и во нашиот разговор што го имавме, а морам и за малку за македонската јавност да кажеме дека ние како пратеници не секогаш сме блиску по професија или по она што е наша професионална ориентација, не секогаш сме блиски до темата која што ни представува интересна работа во собранието. Исто и вашата приказна, дигитализацијата или дигиталната технологија не е блиску толку професионално, но сепак вие како пратени покажавте многу голем интерес, што значи да биде посветеност и на нешто ново, сега да кажеме, и на нешто што не е ваша тема. Пред се, ние сме членови во различни работни тела, нели? И јас како дел од Комисијата за транспорт, дигитална трансформација и целото име да не го сгрешиме и некој да ни се налути. Значи, како членови во Комисијата за транспорт, еден дел од нашите работни задачи и активности е опфатена и дигитализацијата и овие закони се во тоа матично тело, така што препознавајќи дека ова е нешто кое што многу добро ќе треба во иднина да одекне и граѓаните и помладите, но и повозрасните да ги видат бенефитите од сите овие законски измени. Разговаравме, нели, се вклучивме, дадовме поддршки, даваме поддршки и се надевам дека овој закон со консензус веќе ќе помине во самото собрание, нели во четвртокот имавме и јавна расправа на која што беа поканети многу луѓе, повеќе од 50 на различни институции, стручни луѓе, невладини издруженија и така натаму и се расправаше за овие законски измени. Но пред да ги запознаеме граѓаните за тоа што значи или темата поврзана околу јавната расправа што се случуваше вчера, јас би сакала првен еден како вовед да спомнеме од тоа од каде дојде идејата или па како се започна со овој процес. Мораме да го спомнеме и да ја спомнеме овде и посветеноста на министерот Стефан Андоновски.
за работењето во правец на дигитализација на Република Македонија. И сега, од каде сето ова како идеја започна целиот овој процес што еве подолго време се работи? И во самата програма на нашата политичка партија на ВМРО ДПМН, нели платформа 1198, на почетокот кога се промовираа проектите, се започна со промоција на таа наша идеја дигитализација и Смарт Македонија. Но мислам дека самата генеза кога на ВМРО ДПМН почетоците се уште, ако се вратиме 2008 година, во таа влада Министерството за информатичко општество беше формирано во време на влада на ВМРО ДПМН. Така што и сега реформата, односно реформирањето во Министерство за дигитална трансформација е исто така со новот ЗОРОДУ, закон за уредување на новите органи на управа. Исто така се формира Министерството за дигитална трансформација и благодарение на младиот и проактивен министер, стигнавме до 4 закони кои што треба да бидат навистина реформски, кои што треба да бидат про-ЕУ, значи со внесување на ЕУ директиви во нив и кои што ќе придонесат за подобро функционирање на одредени институции, но и услуги кои што граѓаните треба да ги имаат и повторно велам во една транспарентна постапка Министерството првично започна со подготовка на овие законски решенија во отворени јавни расправи и работни групи прво во самото министерство со сите можни вклучени институции кои што денес можеме да ги видиме дека биле вклучени, а министерот на расправата веќе ги кажа и се заблагодари за нивната посветеност колку тие сите помогнале и од она што можеше да се види на самата јавна расправа на вистина министерот и министерството ги вклучиле тие луѓе и не е само да се каже дека некој бил вклучен, туку самата јавна расправа која што вчера се случи во Собранието покажа и од дискусиите кои што ги заедоа сите оние кои што и претходно биле вклучени во процесот, дека на вистина транспарентно се работело на овие закони и овие реформски закони, така да кажам, што голема пофалба убатена беше и до Министерството, и до сите вклучени работни тела и групи и предпоставувам дека и во самото собрание од она што се виде на расправата, но и на комисијата претходна во првото читање, дека со консензус овие закони ќе бидат донесени, да се надеваме дека сите граѓани ќе видат бенефит од овие закони. Така, целта секогаш ни е тоа. Така. Добробит за граѓаните и затоа сите заедно се стремиме да го постигнеме тоа. Најнапред, нели, после сите оние чекори кои се превземаа до сега, поставување 2 пати на ЕНЕР на законите, јавни расправи, како што рековте, во рамките на самото министерство, во комуникација со сите тие засегнати чинители кои што се и сите засегнати страни од кои се дел од комори, дел од овој дел, да кажам, повторно. Пакет. И накратко сега, јавната расправа и јас присуствував на истата, и вие исто така имавте кратко излагање. Накратко, што беше вашето излагање и за македонската јавност, да кажеме? Па, прво нормално ќе се заблагодаривме и ние како пратеници, сме среќни кога се носат закони во интерес на граѓаните, нели тие не прашуваат кога сме на средби со нив или кога се среќаваме, дали е било на улица или на официјално или на неофицијални средби. Прво се заблагодарив нормално на Министерството и нивната посветеност на луѓето, работните тимови и сите вклучени, но и на сите присутни. И на прв момент моето обраќање беше дека би ги поделил овие 4 закони како во 2 дела. Конкретно е пример предлогот за закон на безбедност на мрежни и информацијски системи и предлог на закон за електронски комуникации дека се повеќе можеби стручни за луѓето кои што работат во овој домен, кои што ги познаваат повеќе процесите, работите, кои што ќе обезбедат подобра сајбер заштита, одредени внатрешни, стручни надградби до осогласувања, базни податоци и слично, а другите 2 предлог законот за изменување и дополнување на закон за електронски документи, електронски идентификации и доверливи услуги и предлог на закон за архивски материјал и архивска дејност,
ги читам со целосно име, за да е полесно граѓаните да ме разберат Секако. во обраќањето, за да не направам некоја грешка. Значи, првите два и овие вторите два, би ги ставил овие вторите два како подиректно граѓаните ќе го видат бенефитот, значи од законот за архивски материјал, но и од овој закон за електронски документи и електронска идентификација, така што би го олесниле на граѓаните пристапот до одредени услуги кои што треба да ги имаат, да ги добијат од институциите или полесно да се обраќаат кон институциите, но исто така ќе олесниме и подобро функционирање на институциите со самиот закон за архивско работење, на еден унифициран начин, со една база на податоци во која што полесно ќе се работи, односно ќе се создава архивата, ќе се работи со неа, ќе се чува и полесно ќе се комуницира, но и безбедно ќе може граѓаните да ги имаат или да ги добиваат или да испраќаат документи, но институциите меѓусебно полесно да комуницираат и побезбедно. Од она како што информација и јас го имам, нели, како податоци што ги имаме, конкретно за предлог на законот за архивски материјал и архивска дејност, и за јавноста да кажеме дека е тоа нешто што не е менувано од 1951 година, каде што е самиот почеток на архивското законодавство во Република Македонија, и потоа во 2012 година е донесен законот за архивски материјал, кој до ден денес не е менуван и воопшто ништо не е работено поврзано со тоа. И сега кога ние на младите им зборуваме дека треба да бидеме во чекор со развојот и со технологијата, гледаме едно искуство од изминативе години дека воопшто не се држало чекор за тоа што значи да се следи развојот на технологијата и сето тоа. Што ќе значи законот за архивски материјал и архивска дејност како промена која што се прави, еве во една реченица, ако може конкретно нешто за овој закон? Тие луѓе кои што сме работеле и во други институции сме забележале во минатото дека имаме проблем со архивското работење, односно секојаш представува мал проблем и чување на одредена документација, така што на овој начин со предлог закон за архивски материјал и архивска дејност се уредува канцелариското и архивско работење, односно заштитата и чувањето на документацијата, обработка на податоците нормално и подобро ќе можат во случај на инспекцијски надзор или за било каква ситуација, безбедноста е загарантирана и се ќе биде многу подобро, потранспарентно и побезбедно за сите институциите, но и директно за граѓаните. Така. И сега ние не можеме овде да кажеме дека ќе држиме чекор, заради тоа што претходно ништо не се работело. Абсолютно. И не можеме да држиме чекор, него напротив, ние мораме сега да трчаме, да се стремиме за да од прилика некако дојдеме до она што значи модерен свет и развој на технологија. За жал, како се останато во државата, за жал и исто така и во делот на дигитализација, исто така во делот на унапредување на услуги кон граѓаните, секако што било уназадено и премногу лошо, немаме повеќе зборови што да кажеме или на што да се пожалиме од она што се случувало во изминативе години, пред ВМРО ДПМН да преземи власта, се уште се лекуваат или се обидуваат да се залечат раните на девастираното и уништеното општество во кое што сме живееле, што се повеќе пак тие обратно се обидуваат по некој исти стил и не сваќајќи дека се во опозиција и не наоѓајќи време да се извинат на граѓаните за се што каква штета им направиле во изминатите години, продолжуваат со манипулации, клевети, дефокус на граѓаните, со измислување на најчесто преку нивни платени жолта штампа, јас би ги нарекол портали или платени новинари, најчесто се клевети, се измислуваат афери и приказни за било кој од власта, но тоа едноставно никого од нас не го годи, само кажуваме дека е штетно да се работи на тој начин кога си во опозиција, наместо да бидиш реален критичар и таа критика да доведе до нешто подобро за граѓаните, туку се упатуваат некои ќорци куршуми, така ги викаме, или така да ги кажам, кои што не погодуваат никого од нас, туку служат само за замајување на јавноста. Истото се случува со се. Исто така и во сите делови го уништили и не го напреднале и ни делот на дигитализација, ниту да им олеснат на младите. И не е само за младите ова.
конкретно услугите во нашата држава треба да му помогнат на секого од нас побрзо да стигне до било која услуга, дали е лична карта, дали е извод, дали е уверение, дали е возачка дозвола или е некое барање до некоја институција. Конкретно порталот услуги нуди голем број на услуги кои што треба да се надградуваат и ќе се надградуваат, а овие законски измени токму тоа и ќе го овозможат. Што повеќе услуги граѓаните да ги добиваат по електронски пат, со нивен дигитален потпис, со дигитален печат, со обезбедена сигурност, безбедност, значи ќе им олесниме и ние треба да се трудиме и затоа не плаќаат од даноците граѓаните за ние да предлагаме во собрание, да дискутираме, да разговараме, да гласаме закони кои што се по предлог дали на министерство или по предлог на некој од нас пратениците, да им овозможиме на граѓаните да имаат подобри услови на живење, односно и тука некако би завршил со овој дел на обраќање да намалиме бирократијата и да го намалиме времето на граѓанинот да стигне до одреден документ, до одредена услуга. Затоа што во ова време најценето нешто, во ова ситуација на живење, на брз живот, е времето на секој од нас. Таа валута, време за која што и колегата зборуваше на пресконференција како пратеници. Така. Сега со ова услуги што го спомнавме и ме подсети на една ситуација деновиве. Вчера министерот Андоновски имаше многу убав пост, да речем, на социјалните мрежи ставено, заради тоа што имаме ние почитувана македонска јавност, еден колега кој воопшто не доаѓа на работа во собрание, тој се вика Димче Апасиев. И бидејќи неговото отсуство од работата во собранието, најверојатно не може да го најде собранието и тој се пожалил дека добив информација дека се пожалил дека не можел да ги најде ни услугите. Па еве министерот му покажа каде се наоѓаат и центарот каде што може да се обрати, односно и може брзо да изврши таа услуга за која што се заложил, но очигледно се повторува ширење на лажни информации. Министерот лично се потруди. Па веста излезе, мислам дека во истиот ден кога беше јавната расправа, тоа е вчера. Дека министерот на лице место покаже дека тоа се функционира и дека не е така како што кажуваат, како што впрочем го прават и за многу други работи. Најчесто непроверени информации или обид за шпекулација и лага која што ја пласираат на јавноста и најчесто тоа го прават преку социјални медиуми. Затоа велам, секогаш е најдобро кога седнуваш тет-а-тет и разговараш и кога имаш што да кажеш и тоа го кажуваш во камера и затоа сносиш нормални последици, но затоа ќе зборуваш вистината и нема што да се плашиш. Така. Но да се вратиме ние на нашата тема. Колегата Димче Апасиев си има мапа на постот ставено, па може би ќе се ориентира, па и оваа институција не ја најде, бидејќи собранието не може да го најде. И сега, сите овие пакет на закони кои што ги спомнавме, Законот за безбедност на мрежи и информацијски системи, исто така нуди одредени бенефиции за граѓаните, понатаму предлогот на закон за изменување и дополнување на законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги. Исто така не го спомнавме и законот за електронски комуникации, каде што, како што кажавте и вие, дел од нив се менуваат, но дел од нив и имаат некое усогласување. Од тоа што сме го спремале како материјали, еве за почитуваните кои што не следат гледачи, како што кажав на почетокот, овие закони се повеќе во делот на регулирање на работи и усогласување со директивите на Европската унија. Тоа изумивме да спомнеме дека се ова закони со европско знаменце и навистина се повикуваме на регулативи, а не е како во минатото, почитуван колега, ние имавме софилџани не гаѓа, зошто сака да криумчарат и да прават закони кои не беа со Па, за жал, од она што можевме тогаш да го гледаме на медиумите и нели
тогаш вие како пратеници, ние како следачи на таа жална состојба со која што живеевме или жално време и тешко време во кое што екзистиравме, погазување на се што е државно, погазување на сите закони и антидржавно и антиуставно и антидемократско или газејќи по се што е македонско и важно за секој од нас, така ги носеле законите, за разлика, како што кажавте, значи, еве, и предлог закон за електронски комуникации е усогласување со директивите на Европска Унија, на Европскиот парламент, Советот на Европа. Исто така и предлог законот за безбедност на мрежи и информациски системи е согласно директиви на Европска Унија. Така, и сега, вака како еден заклучок, да речам, според вас, која е целта што ќе се постигне за, како накратко ќе кажеме граѓаните, кој бенефит ќе го видат од сето ова? Ќе бидат безбедни? Апсолутно безбедни, се воведува дигитален паричник, електронски идентитет, нови квалификувани доверливи услуги, управување со електронски потпис, печат на далечина, сертификација, валидација и надзор и така натаму, различни начини на електронска потврда, односно атрибути со кои што ќе им се олесни на граѓаните полесно да комуницираат со институциите, побрзо да добиваат услуги и, повторувам, не само младите, туку и повозрастните, во идни на Министерството сигурно ќе има свој обезбедено начин како да ги промовира овие законски придобивки, одредени обуки, одреден начин на промоција директно до секој од нас, како побрзо и полесно да ги користи услугите кои што се обезбедуваат со овој реформски пакет на закони и користење на услугите во државата, намалување на бирократијата и намалување на времето на чекање за одредена услуга, затоа што времето е многу важно за секој од нас. Така. Благодарам многу, заедно ќе ги промовираме и заедно ќе ги величиме сите овие добри работи што се случуваат за бенефит на граѓаните. Апсолутно се во интерес на граѓаните, ви благодарам за можноста. Благодарам, Пице. Почитувани, законите се темел за градење на дигитална смарт Македонија. Законите и правичноста и праведноста и сето она што ќе се случува со имплементација на истите води кон правец на паметно, квалитетна и дигитализирана Република Македонија. Ви благодарам. Се гледаме.